дали може овој примеров сега што кажа со човекот што сакал да убие жена му, да го повториш кој е? Не, жена му, ќерка му. Ќерка му. Она била кого со некој со кого? Со човекот друг? Не. Беше збор за дека јас сум атеист и дека ја не верувам во Бога и он само ми кажува моментот почна тоа затоа што требаше да биде, не знам, Ускрс, јас му рекол, имам нешто ми кажа, вие сега ќе славите Ускрс, не, ја не славам Ускрс, затоа што јас сум атеист и сега почнав од таму Муамед, што е тоа атеист и бла 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 и сега викам имаш 4 или 5 ќерки. Ја му кажам што би било кога ти една од твоите ќерки би кажала, сакала да каже слушај, тато, не верувам више во Бога, ни во Аллах, ни во Исус, ни во ништо. И не сакам да славам Бајрам. И моје запрепастување тој мртав ладен кажа, ја би се одбркал од неја и би умрел. Да, тоа е. Така да мене тоа ме запрепасти, да ти кажем, од 21 век дека ти мене ме плаши тоа што он кој е спремен тоа да го направи сега, ајде да кажеме во нормална состојба на своето дете, и какво образование им дава. Јас сум атеист. Моја ќерка ако сака утре да биде што сака, и муслиманка, и православка, и католик, неизина волја, све докле god ти не мешаш во мој живот, немаш ништо, ти нема ништо себе. Затоа мислам дека вера не треба да се сонасилства. Ама ти кој ќе во семејството ќе му кажеш на него, ја ќе те убијам ако ти не си од мојата вера, тоа е многу лошо. Затоа што не издава. Затоа што многу луѓе не разбират, ние не се раѓаме како православци или муслимани, ние сме на сила, јас сум на сила крстен. Јас знам тоа на сила, затоа што во тоа време кога јас сум биле комунисти и баба ми со не знам таму кого ме однели и ме крстиле. И ја викам сега би требало да направиме некоја си организација која ќе не открстува. Не, се шегам, тоа била само една многу голема глупост. Не треба религија да се подценува, али сме да се исмејува. Тоа е многу битно нешто, да исмејуваш религија не е срамота. Срамота е да исмејуваш инвалид, рецимо некој што нема нога или нема око, ти да му кажеш ќоро или ќопо. Тоа е срамота. Ама религија да исмејуваш е чак дури онака би било многу пожално по мене, затоа што е исмејување најголем доказ дека Бог не постои. Ако ти му се посмеваш на Бог цело време, а тебе ништо не ти се случува. Еве ја да кажем, му се посмевам 50 години, ајде не 50 да кажем, ама добри 45 или 40 години му се посмевам на Бог. И не сум со Бог. И еве жив, здрав, прав, семејство имам. Си мислам дека сум пристоен човек, не сум некој си анđел, ама не сум далеко ни ѓавол. Значи, ништо нарочито. Значи, све, и ми се случуват и добри работи, ми се случуват и лоши. Кој ќе сум заслужил ако не сум гледал во саобраќај, ќе направам прекршок, ќе утам кола. Значи, тоа до мене, не ми ѓавол возел колата. Ако сум бил добар, ако сум нешто, ако сум работел, сум заработел, никој ништо не... Кај нас луѓе се нешто чекат некој друг, тоа поданичко, дека некој наш ќе ни даде нешто, дека ни... Тоа е многу лошо, кај нас мораме да научиме дека тоа што ќе работиш, тоа ќе заработиш, дека ако добиеш нешто, добиеш, ама ништо нема не можеш цел живот да чекаш некој нешто да ти даде. Господ ќе ми даде здраве. Само ова е многу битно. Една моја пријателка, ќерка имала една така незгода во кујна, нешто правела и некако си жешко улјели вода и паднало на лицето. Па ама добро, на крај се на крај добро испаднало. И на крај кога испаднало се било поента, Господ ја сочувал. Добро, ја прашав, кај бил Господ 10 секунди пред тоа нешто да направи за да не се случи тоа. И они не го разбират преку се. Важно, како што ќе се биде во ред, Господ би се очува. Сит кој ќе разговара со нив, тоа е тешко е, се борим да ти кажем со мои пријатели дека не разбират тој концепт. Многумина од нив може до некаде и разбират, до некаде има луѓе што, пример, се верници, ама не ги сакат поповите, религии, цркви, да кажеме, ама од Господ си имат некој респект и се плашат, знаеш што, јас ако не верувам во Господ, зашто како последна грана на која седиме, знаеш, ако сега ги таја исече, готово, не постои.
И сега луѓе се обидам да им кажам, јас живеам без таа грана цел живот и немам апсолутно никаков страф. Имам страфови у живот, нормално, јас сум работен, се плашам секој ден за екзистенција, гледам за работа некој динар, но тоа се секојдневни страфови. Не се плашам од тоа дали Господ ќе ми даде работа или нема да ми даде работа. Се трудам да го изнесам животот најдобро можно сум. И тоа. Добро, и јас сум песимист тука дека испуштена работата со образованието, со делување, да речеме, етички, од најрана возраст. Има многу филмови каде што деца се разделени по, не знам, по разни секакви приказни има, близнаци, близначки, не знам, и текна на дупло Ж филмот, кај што две девојки се разделени, едната живее во Полска, другата живее во Франција, и што може од тука да се размисли дека него одбираме ние местото каде што се раѓаме. Значи, во самото раѓање со растењето ја добиваш идеологијата на средината. Океј, две католички земји, меѓутоа сосем друга е една идеологија на една земја, со еден народ, со еден јазик и така натаму. Јас во смисла на тоа што го кажа за Македонија и се што се случува тука последниве години, стварно јас сум доста песимист. Сакав да те прашам сега друга тема делот тема да отвориме. Значи, цело време зборуваме за секуларна држава, а ние гледаме, значи, не знам, може да зборуваме и за даношна евазија, за тие пари кои што овие верниците ги донираат во црквите, па не знам, таму тие што имаат пари, титори стануваат. Па не знам, се зборува за закон за што треба да се донесе закон за градење на верски објекти. Ние немаме такво. Па секакви приказни, пошто шетам из Македонија, има за овие денационализирани имоти, па верските заедници ги добиваат тие имоти, градат таму без дозволи. Значи, тоа е стварно еден тотален башибозук. Значи, не знам, значи повеќе серија на закони треба да се донесат, но што ако се донесат? Еве, властите се буквално како заедно во таа приказна, значи како да им треба тие, не знам, аман со тие гласови веќе доста со тие власти така натаму. Но исто така се слагам дека треба и малце и период да помине и да се дојде до некое посвесно битие кое што нели работи за себе, си ја развија социјалната позиција и така натаму, и овие работи ако ништо други си ги чува лично за себе. Што мислиш за овие серија на закони, да речеме? Јас не верувам на власти. Секој закон е мртво слово на папир додека не почне да се спроведува. Значи закон јас можам да напишам како год сакам да биде најтолерантен закон, да биде колку вие не го спроведувате. Добро. Ако вие не кажете дека не сме да се поминува на црвено, иако јас мене утре некој ми каже дека не треба да дека може да слободно да иде на црвено, дека никој нема да те казни за тоа, маса луѓе нема да ќе си проаѓаат на црвено. Тоа е јасно. Луѓе, ја мислам дека више од 80% луѓе што се врзуваат во кола не се врзуваат заради своја безбедност, него се врзуваат за тоа што нема да го казни. Меѓутоа, тоа е, луѓе едноставно погрешно го разбираат закон. Законот е и кај нас имаме една, поготово на овој Западен Балкан, не е само за многу работи што не се случуваат кај нас, не е, верувате ми, и во Хрватска и во други земји, многу работи се слични кај нив и поготово е вака и за верски прашања. Значи, закон е само важи за послабите, за појаките и за овие што се горе на власт, поготово ако се во таа двојна спрега власт и религијата, тука они се заштитени и се водат од тоа начело дека, слушайте, ја имам добиено на избори, може да направам што сакам. За жал, тоа дека црквата може да прави што сака и со даношна евазија. Значи, они примат пари. Мене ми толку ми беше бизарно и смешно, јас живеем во оваа земја, ама се изненадив на овие години, пред пар месеци слушнав дека црквата Свети Петка продавала зејтин по 50 денари и тој зејтин од каде што луѓето донирале на црквата. Значи, прво, ајде, тој обичај да се задава на црквата зејтин е променен по дефолт е глуп. Значи, не знам, за зејтин кошта 70 денари, па ќе отидем и ќе давам 70 денари на црква.
Не, се носел зејтин, значи од Бога даден зејтин. Зејтин може да се прикаже чисто како баш она тешка наука. Мислам, имаш земјоделие, имаш многу малку луѓе знаат дека тој зејтин што го јадеме се прави така наречена екстракција со бензин. Со бензин, не баш она истиот бензин што го ставаме во кола, една малце почист бензин, ама со бензин што е хемија, тешка хемија. И тој, значи, народот дава тој зејтин, значи, од 70 денари, и сега црквата го продава за 50 денари на луѓето. И сега си вика, јас со овој памет, што викам, овдека некој не е нормален. Место да каже некој, еве јас ќе давам на црквата 1000 денари, и тоа да го напише на чек, некој си со картичка лево десно, па сутра држава да си земе 5, 10%, 15%, колку што треба, па тие пари да се... Не, меѓутоа кога ќе изгори некоја црква, ќе се испотребат кој прв ќе да пари. Тој, како се вика, Бигорски ли беше таму према Дебра, изгоре, ма држава ти и раци носи, искаше колку треба пари да ми даде, па онда ајде да собираме донации, па ајде, па реклами на ово. Боже сачуј, 5 школи ќе изгорат, 5 школи немаат, како се вика, немаат обично WC, него имаат полско WC, ма тоа не ги интересира. Тоа што школа нема основни потреби за тоа што професори имаат ниски плати. Тоа што тек тоа треба да збориме. Зашто добри професори имаат ниски плати? Тек тоа треба да збориме. Али затоа ние Бигорски мора да го направиме. Ричард Докинс. Ние, како се вика, ние мораме црквите да ги правиме. Зборувавме кога се сретнавме на площад, каде што често може да те сретне човек, ти, нели, со твојот телескоп Орион си тамо. Говоревме за Кристофер Хиченс или Ричард Докинс. Јас и двајцата ги пратев, читал повеќе книги токму од нив. Сум ги набавувал, од Докинс имам, од Пингвин неколку книги, The Blind Watchmaker, Unwavering the Rainbow, The God Delusion и ова Господ не е голем, од Чичко Сорос ни е тука испринтана. Но Хиченс мене ми се допаѓа лично, пошто он е така баш хич слеп, но ти кажа дека си, да речеме, Докинс тип, он е еволуционист и да речеме, може би, има и други еволуционисти, но така со таква пролиферација медиумска во светот, он е можеби меѓу најпознатите. Може ли да ми направиш една, да речеме, еве да кажеш меѓу нив двајцата како размислуваш? Добро, тука и Даниел Денет, и него сум го читал и така натаму, но има и други теоретичари кои што говорат, но сега темата беше Докинс, пошто ти ми кажа дека повеќе... Зошто Докинс? Докинс е прво научник. Научник и тоа научник во права смисла, што би се рекла права смисла, бори ајвер, бори религиозна смисла, икона на наука. Кај него он кој ќе пишува било која теза, он ја подкрепува со експериментални докази кои се верификувани. Да кажеме, чак има, мислам дека беше во илузија за Бог, God Delusion, има јасно покажано експериментално дека молитва не работи. Каде што се правени, како се вика, експерименти за тоа дали молитва работи. Во типот, јас сум болестен и сега, јас знам дека некоја група на луѓе се моли за мене, или ја не знам дека некоја група луѓе се моли за мене. И направено е буквално нумерички дека тоа не функционира. Дури е поопасно, тоа сум запамтил, ако сум јас болен, и ако знам дека некои луѓе се молат за мене, овој психата во болница, чека, што тие луѓе се молат за мене, тоа значи дека јас стварно имам проблем. И дека тоа психолошки го убива пациент. Дека е подобро да се молиш за некого, да не му кажуваш дека се молиш за некого. Па онда, рецимо, за еволуција, тоа за еволуција, тоа е посебно. Он има, за секоја негова изјава што ќе ја даде, позади таа изјава, не е само, него е подкрепена со експеримент, тој. Затоа може да прочитате фуснота тамо. Така. Значи, тоа ми се кај него свиња, што он не дава произволни изјави, навивачки или така натаму. Јас тоа што го кажувам, тоа е проверливо, тоа е исто као јас да кажам, слушај, јас сум милионер,
а извадам 500 денари на маса. Тоа го прават луѓе кои се несериозни. Он баш кажува, јас сум милионер и кофер со пари на маса, еве ги милион, број ги. Ако не вераш, твој проблем. Ако неќеш да ги броиш. И ако мислиш дека се пола милион или четвртина милион. Ама седни број ги. А кај другиве, Хиченс исто добар, он е мало поагресиван и мал се по-нака, али добар е. Само што неговите изјави се баш во таа смисла, може многу лесно некој да каже позади ова твоето не стојат баш 100% факти. А кај Докинс не може. Кај Докинс он е покриен од сите страни затоа што е умен. Затоа што кај нас, рецимо, тоа би требало да се спроведе политика, тоа, пример, никој не го прави. Политичар денеска да излезе, пример, на некоја се телевизија, да каже. Излегува на вас топ тема, како се вика, и денеска дава изјава за било што. И новинари од таа агенција и од друга агенција, да го повикат после 10 или 15 дена да каже, чекај човече, ти за ова што ти го кажал, не е точно. Тој пат не е направен. Таа канализација не е направена. Тоа вие немате пари за тоа. И чекај, ти кој ќе му излезеш така, кој ќе го прашаш кај се парите за ова, кај се парите за ова, кај нас политичар може да каже се. Се може да каже. И никој не го проверува. Ние кој ќе дојдеме во таа ситуација да ние имаме проверливи изјави, дека не може Раздан да излезе на телевизија и ќе каже слушате, јас ќе направам она, јас ќе направам она, или јас направив ова или она, дека позади мене мора да стојат некакви си резултати, нешто што е мерливо. Кај таа мерливост е тотално избркана од системот. И затоа кај нас политичари ни го прават тоа што ни го прават. Он ќе отидне во некој село и ќе каже ќе ви направам пат и нема да го направи. После 4 години ќе отиде и пак и ќе каже еве јас почнав да ви го правам пат. А пак нема да го направи. Би било да, ова поента што ја кажа разликата меѓу Хиченс и Докинс, тоа е убава лекција. И кај Хиченс има нешто друго, но во ред, книгите треба луѓето да почнат и да ги читаат, но за ова што го кажа за Докинс многу ми се допаѓа, затоа што како да науката да е избркана од власта, како да одлуките, дури колку и да они кажуваат дека се носат со одредени научни студии, со одредена здраворазумска, научна, фактографска логика, сепак не е така. А не е така затоа што гледаме дека има една крајна банална и една ситуација на крајен башибозук на овие религиозни имагинарни заедници. И Радан, јас со ова би го затворил подкастот. Мислам дека кажавме доста работи, така што да останеме на линија и јас би сакал, ако си во можност, еве, има доста теми кои што може од тебе извираат, астрономија, наука, пар екселанс, религија и така натаму. Може ми ви во иднина да се Може, за астрономија генерално сум за. голем